Тетово се уште нема конечно решение за проблемот со депонирање на сметот. Со години во градот и околните села се создаваат диви депонии поради несовесноста на граѓаните, како и неажурноста на надлежните. Просторот пред православните гробишта е место каде редовно се создава голем куп од отпад. Од неодамна повторно се фрла ѓубре на надвозникот на излезот од градот. На ова место, на излезот од Тетово, пред неколку години имаше огромна дива депонија која што ги труеше тетовци. На истото место денес повторно има остатоци од отпад кои што ноќеска биле запалени. Освен хигиената, граѓаните во анкета како проблеми на градот ги посочуваат водоснабдувањето и сообраќајниот хаос. Повисоките населби имаат недостиг на вода за пиење, нема доволно паркинг места и има преголема фреквенција на возила. Највише со вода. Мислим за целиот Полошки регион. Диви депонии секаде има. Нема зеленило градот. Не се одржува. Чистењето е нула. Хаос е во сообраќајот. Улиците не асфалтирани, кантите се ѓубре. Најпрлав град у Македонија е Тетово. Потреба од решавање на речиси истите проблеми има и во руралните средини. И кај нив не се целосно решени елементарните потреби како вода за пиење, чистота и слично. Ја плаќам вода за пиење, користим техничка вода, купувам вода за пиење. Да се работи во селата, да има патишта, да има електрично осветление, вода да има. Има доста проблеми, каналите за наводнување се тотално запоставени. Ланска година расуне 4 автобуса заминаја за Германија. Расуне за едно село 200 млади дотидот под 30 години. Што значи тоа е тешко. Анкетираните граѓани едногласно велат дека политичарите ветуваат само за време на кампањите, но потоа забораваат. На прашањето дали по изборите нешто ќе се промени, одговорот е ист. Па они све, додека дојде на власт све ветува, после ги нема.